14-годишна Штипјанка вплетена во мрежа на проституција. Агонијата на малолетното девојче започнала пред 3 години кога ја омажиле во Шведска. Невенчаниот сопруг, наместо да се грижи за 11-годишното девојче, почнал да ја продава за пари. Како и кој ја информирал шведската полиција за случајот, засега е неизвестно, но девојчето било пронајдено и веднаш било екстрадирано во Македонија. Но агонијата не престанала овде. Откако се вратила дома, наместо да ја заштитат, за пари почнале да ја продаваат мајка и брати. Најчесто обслужувала средновечни и постари мажи, а за возврат добивала од 1000 до 1500 денари. Парите веднаш завршувале кај мајката, кој освен за живот, со нив плаќала лихва на познати штипски лихвари, кои честопати и тие ни наоѓале клиенти. Откако девојчето повеќе не можело да го издржи ваквиот живот, решила случајот сама да го пријави. Засега деталите за оваа грозоморна приказна се само шпекулации. Алфа се обрати до сите надлежни институции. Во СВР пријава за малолетничка проституција нема. Случајот е пријавен во МВР, кој во координација со јавен обвинител и Министерството за труд и социјална политика постапуваат по случајот, информира портпаролот на СВР Штип. Од Штипскиот центар за социјални работи ниту ја потврдуваат, ниту пак ја демантираат информацијата за 14-годишното девојче кое било вплетено во проституција и педофилија. За информации ни упатија во Министерството за труд и социјална политика, од каде пак накратко ни одговорија дека детето е на безбедно. И додека институциите молчат, штипјани се згрозени од приказната и голготата што цели 3 години ја живеела нивната малолетна сограѓанка. Значи, тоа родителите се виновни, како може да со за своето дете тоа да го направат, не знам, не ми е јасно. Многу чудно. Многу чудно. Срам е зил за нашата Република Македонија, срам. Жона детето си го давала под ликварство таму по секс-мекс и адвокат ќе ја бране мајка. Ако има правилна власт, треба да ги осуде најлошо, најстроги казни. Ова не е прв случај на малолетничка проституција во Штип. Пред 9 години беше откриен цел синџир на педофилија. Мета на макроата им беа 2 осмоделенки, кои за одредена финансиска надокнада обслужуваа бизнисмени од целата држава. Тогаш затворски казни заработија 7 лица.